Свети Трифун е православен празник, ден кога црквата го чествува празникот на светителот и заштитникот на лозарите и градинарите. И во никој случај не смее да се представува како пијаница, а уште помалку луѓето да се опиваат на тој ден, апелираат свештениците. Традицијата може да се негува, но не треба да се претерува со алкохолот. Свети Трифун никогаш не бил пијаница, како што го представуваат луѓето. Никогаш не ни одгледувал лозија, ниту учествувал во такви собори. Чествувањето на светителите треба да биде молитвено и литургиски. Имено во нашите простори постои една традиција на овој ден да се закриуваат лозијата. Традицијата како традиција е прекрасна, но она што нас не загрижува како црква и што го загрижува свештенството при храмот е тоа што е појавата на некои начини на празнување кои што не се во склоп со учењето и преданието на христијанската православна црква, односно прославувањето со седенки, со пијанки, начин кој што воопшто не е доличен за прославување на еден светител и Божи угодник како што е и светиот великомаченик Трифун. Свети Валентин пак е православен празник, а не католички како што досега се тврдеше. Православната црква го празнува на 12 август. Поместувањето на датумот на 14 февруари од страна на католичката црква е со цел да се искорени или да му се даде христијанска димензија на обредот кој наполно се косел со христијанските норми на етичко живење, велат свештениците. До скоро време владееше едно мислење дека светиот Валентин е светител кој што е познат на католичката црква, но прогледувајќи ги житијата и согледувајќи го времето во кое што тој живеел, заклучуваме дека тој всушност е светител кој што е познат на православната црква, значи живее во 4 век, но за разлика од кај католиците тој кај нас се слави во месецот август. Поместувањето на празникот, на прославувањето на овој празник е направено од страна на католичката црква се со цел да даде на еден празник кој што е пагански, да му даде една христијанска димензија. Нема потреба од одредени денови или празници за да се изрази љубов на некого или да се изненади со подарок, додава Арсовски, и ги поканува верниците на денот на чествувањето на Свети Трифун да дојдат на светата божествена литургија што ќе се отслужи во храмот Свети Великомаченик Ѓорги.